Сега е време за подготовка на земјоделските површини и правилен избор на садници, доколку сте се одлучиле за подигање на овоштарник. Но не само тоа. Периодот на есенските дождови, кои ја олеснуваат преработката на почвата, се исто така идеално време за планирање на земјишните парцели, за уредување на двориштата, на реконструкција и прилагодување на изгледот на површините пред вашите деловни објекти. Какви видови садници да се засадат, како да се оплемени и облагороди просторот, како и со кои цвеќиња и декоративни растенија да ги украсите вашите дворови, кои екзотични дрва ви се на располагање за вашите домови и деловни објекти. Се тоа прашања за кои ќе обезбедиме доволно време да најдете соодветен одговор во наредниве 30 минути. Екипата на Агрома го посети расадникот на садници во Зелениково и продажниот простор во Визбегово на една од најпознатите компании кои се занимаваат со производство и продажба на садници Левидија. Расадникот Левидија се простира на површина од 21 хектар во Скопскиот регион, во непосредна близина на Зелениково, покрај реката Вардар. Тука се произведува секаков вид насаден материјал. Покрај продукцијата на широкиот асортиман од овошни дрвца, тука за расадување се подготвуваат и зимзелени украсни дрва и сите видови на бобинки. Добре дојдовте во расадникот Левидија. Се наоѓаме, како што кажавте, во Зелениково, не само 30 километри од центарот на Скопје и 5 километри од аеродромот Петровец. Локацијата е одлична, може и сами да видите, ова е еколошки регион. Заштитени сме од потенцијални болести на овој начин. Ова е место кое што е потврдено за производство на овошје. Во поранешниот период на ова место имало задруга и била позната по производство на праска и на круша. Поаѓајќи од таа логика дека местото веќе било користено за таа намена, имавме можност, имавме среќа и ние да ја земеме истата таа површина под концесија. Површината е 21 хектар во близина на река Вардар, одлична локација поврзана со асфалтни патишта и многу лесно стигаме до градот или до нашите клиенти на овој начин. Местото ќе биде користено наредни 30 години. 21 хектар е доволно за расадник и за креирање на матичњак. Значи имаме оматичени дрва на површина од 4 хектари и тоа ни дава доволни услови за почеток да почнеме и да произведуваме квалитетен, современ овошен саден материјал. Што значи тоа? Значи, кои сорти на овошен саден материјал ги имате тука и што значи тоа матичњак, оно што го кажавте на почеток? Левидија кога се оснива 2012 година, согледавме дека на нашиот пазар речиси и да не постои производство на овошен саден материјал. Односно, тоа што веќе беше или постоеше во тоа време, беше во многу мали количини и незадоволнително во поглед на сорти и подлоги. Значи, се појави потреба од секој вид на овошје да се произведува и на различни подлоги. Така Левидија од 2012 полека се спремаше за да дојде до оваа фаза, воведувајќи ги инвитро подлогите, воведувајќи ги и класичните подлоги кои пред тоа се користеа, се разбира бидејќи секој инвеститор има потреба од различен вид на подлога. Што се однесува до овошните видови, во овој расадник може да се најде речиси све од што постои од овошје. Значи да ги набројам, да речам, она што најмногу се бара на нашиот пазар е јаболко, круша, слива, цреша, праска, орев, бадем, лешник. Тоа е некој стандарден
овошна лепеза која се сади во Македонија. Меѓутоа, исто тука да не забораваме дека се и малините, и капините, и малку по-екзотични, да кажам, мушмула, калина, маслинка и така натаму. Овој расадник, значи, буквално има све од овошните видови. Спомнавте дека воведовме инвитро подлоги. Инвитро технологијата е веќе многу позната и расширена во Европа и нема причина зошто таа да не се употребува и во Македонија. Секако дека имаме потреба од неа. Секој инвеститор сака кога ќе вложи, кога ќе инвестира и подигне еден овоштарник, што побрзо да дојде до род, што побрзо да ја оствари таа можност да ја врати инвестицијата од инвестираните пари во овоштарникот. Еден од начините како да го подобриме тоа е со воведување на нови технологии, воведувањето на инвитро подлогата, која бара поинаков распоред на садење, поинаков тип на резидба, поинаков тип на одгледување, меѓутоа и многу подобри резултати. Садницата која е садена на инвитро подлога е за една нијанса поскапа од она садница која е калемена на стандардните подлоги, меѓутоа резултатите се многу повидливи и подобри. Би ве запрашала во однос на инвестициите, оние кои што сакаат да инвестираат во расадници. Како ќе бидат сигурни дека она што ќе го купат од кај вас, од Левидија, е навистина без никакви болести во садницата, во коренот и така натаму, и дека нема да имаат проблем при одгледувањето на било какво овошје? Значи, овој бизнес е малку поспецифичен и се разликува од секој останат вид на бизнес. Гаранција 100% во овој бизнес не постои. За жал, значи, ние не можеме да знаеме дека секоја една садница во целосно е испитана, меѓутоа како го намалуваме тој ризик со тоа што купуваме подлоги прочистени од лабораторија, инвитро подлогите, кои од самиот почеток се пропратени со сертификати и докажуваат дека се безвирусни, вирус-фри, и земаме калем гранки од оматичени матичњаци, од регистрирани матичњаци, кои исто така гарантираат во своите услови во кои што ги створиле за подигнување на матичњакот, на некој начин и се гаранција дека таа калем гранка е ослободена од вирус. Тоа се некои почетни, да кажам, можности како ние да се заштитиме. Понатакат, втор чекор кој се презема е присуството на професорите. И тоа го бара и законот, значи професорите од земјоделскиот факултет постојано не пратат, доаѓаат, испитуваат, земаме примероци, носиме во лабораторија. Тоа меѓутоа сепак се прави на случаен примерок. Повторно ќе кажам дека некоја шанса постојано постои, но шансите се намалуваат само на овој начин. И третиот начин кој покажува дали еден расадник работи добро или не е искуствената или праксата, референцата која стекнуваме со тех на работење. Значи, нашиот расадник веќе постои 4 години. Нашите производители или купувачите на нашиот саден материјал веќе имаат овоштарници со 4 годишни садници. И само на тој начин може тие да ни помогнат најдобро со нивните кажувања од нивното искуство дали имале проблем со нашиот саден материјал или не. Значи, ние настојуваме, правиме све ризико да го сведеме на минимум. Ова е период на подигнување на овоштарници, оние кои што сакаат веќе ја подготвуваат земјата, почвата за расадување на одредени дрвца. Исто така и државата субвенционира во однос на тоа при купувањето на садниците. Што е она што вие како сертификат или документ му го приложувате на купувачите за да бидат сигурни дека потоа ќе имаат поврат на тие средства? Расадничарскиот бизнес е строго регулиран од страна на државата. Министерството за земјоделие воведе низа палета од чекори да се доближи до стандардните и до практичното работење на европските развиени земји. Така да може да кажам дека од аспект на законодавството ние речиси и не отстапуваме во поглед на припрема на документација и она што го приложуваме во платежната агенција од другите развиени европски земји. Фитосанитарниот сертификат е основниот сертификат кој се припрема. После тоа следат и низа други документи кои еден расадник мора да ги подготви и да ги даде на клиентот.
Од друга страна, државата бара од клиентот да ги заврши плаќањата до завршетокот на сезоната за садење, која исто така се приложува во целокупната документација, и така целиот сет на документи во кој уште се додава и имотниот лист и потврдува кое лице сади и на која парцела, како и агрохемиската анализа на почвата, заедно како комплет се доставуваат до Министерството за земјоделие. На тој начин клиентите се во можност да направат поврат на еден дел од инвестицијата. Вие сте турска инвестиција, можам да кажам дека сте пионир во расадничарството. Во поглед на тоа имаше одредена пауза, како што и сама напоменавте, одреден низ на години, можеби неколку децении, кога сето тоа се паузираше. Да не кажете на што посебно сте горди, бидејќи соработувате со турски стручњаци во однос на овошките кои што се тука донесени и прилагодени на ова поднебие на Македонија. Нашите собственици, газдите и инвеститорите на ова фирма се од Истанбул, од Турција, и адекватно на тоа и нашиот тим се сконцентрира на чести посети, одења, пратења на практичните работења во Турција. Имавме шанса, можност да погледнеме, да бидеме присутни во сите фази од производство, почнувајќи од производството на инвитро подлогата, микрокалемењето, условите на чување и одгледување на таа садница, префрлање на истата садници и одгледување во земја, дорастување, дошколување на истите садници, речиси во сите фази сме биле присутни и за сите овошни видови. Она што најмногу нас не одвои од другите расадничари во Македонија, а е само благодарејќи на нашата соработка со Турција, е можноста да се донесе калемениот турски орев. Калемениот турски орев е многу баран во Европа. А зошто Турција? Турција има најразвиена технологија на калемење. Меѓутоа, тој орев воопшто нема потекло од Турција. Чендлерот, како најбарана сорта и вклучително и најадекватна за македонската клима, потекнува од Калифорнија, од Америка. Меѓутоа, Турција го развила системот на калемење и има можност да произведе поголема количина. Практично Турција ја снабдува цела Европа со калемен орев. Паралелно со чендлерот оди уште една сорта која е опрашувач воедно на чендлерот, и тука има уште една низа на неколку овошни видови од калемен орев кои имаат потекло од Франција. Фернор, Фернет, Франкет и така натаму. Сите тие заедно се донесени во Македонија. 2012 година вршено испитување, земени се во предвид неколку климатски средини, различни, полошки период, регион, пелагонески регион и така натаму, и согледано е дека во неголемиот дел од површините кои ги имаме во Македонија, за чендлерот има многу добри услови за производство. Македонските производители во последните 3-4 години доста подигна насади со орев, и тој тренд треба и да продолжи. Иднината на нашите производители е јаткастото овошје, и ние сме срекни што се подигнуваат овошни насади со орев. Нашата идеја, желба е токму на ова место во Зелениково 2018 година да инвестираме во откупен центар. На тој начин на нашите инвеститори, производители, купувачи, ќе им овозможиме и гарантиран откуп на оревот. Собственост на Левидија во Избегово, на Качанички пат, односно патот за Косово, се наоѓа најголемиот гарден центар во Македонија. Пуштен во употреба пред точно 2 години, овој бутик за љубителите на природата, на овоштарството, хортикултурата, изобилува со секаков вид насаден материјал.
Продажниот центар опфаќа површина од 5000 метри квадратни. Тука ќе пронајдете се од саден материјал, било тоа да се овошни садници, декоративни зимзелени дрвја, цветиња, но и екзотични растенија кои се чуваат во посебен затворен дел. Во овој гарден бутик ќе се снабдите и со опрема која ви е потребна за одгледување на растенијата. Од производството на садници се селиме во продажниот центар на Левидија во Визбегово. Прекрасно место, значи богата понуда, а ние ќе се обидиме да им представиме на гледачите што поконкретно нудите тука, кои видови на садници. Во моментов сме кај декоративните дрвца. Што значи тоа и кои видови ги имате? Уште еднаш добре дојдовте во Визбегово. Ова е нашиот продажен центар. Јас би рекла бутик за саден материјал, не само овошен, значи на ова место може да се најде декоративни, украсни дрва за надворешно уредување. Покрај тоа има и лековити билки. Исто така имаме и садници од екзотичните тропските видови, лимони, мандарини, портокали, маслинки, фстак и така натаму. Значи, на ова место би сакала клиентите кои ќе доаѓаат да имаат можност да одберат различен вид на садници. Тука гледаме дека има и листопадни, украсни, меѓутоа гледаме дека има и зимзелени. Дали буквално може се да се најде во Левидија? Ние настојуваме да ги задоволиме сите вкусови, меѓутоа во текот на работењето Левидија се специјализира во надворешно уредување. И ние многу често сме повикани на тендерите за уредување на фабриките. Така да еден дел од програмата која тука ја гледате се всушност пейзажни и декоративни дрва кои се користат во индустријските објекти. Меѓутоа не застануваме само на тоа и ова не е целиот асортиман кој што го имаме. Еден дел е во Зелениково. Тука има голем број на садници кои се адекватни за жардинјери, за балкони, за уредување на кафе, ресторани, кафичи, хотели, за куки, за дворови и така натаму. Кои од познатите компании сте уредувале досега во однос на хортикултурното уредување, можеме ли да напоменеме и дали оние што се заинтересирани можат на повик да, приватно, да ве повикаат и да уредувате двор, куќа или пак некоја компанија? Да. Пред 2 години го основавме тој сектор во Левидија кој што се занимава со надворешно уредување. Имаме шумарски инженери и лица кои се адекватно обучени за садење. Програмата за садење и за одржавање на зимзелени дрва, украсни декоративни дрва, се работи исклучиво во тој сектор. Постои и архитект во секторот кој работи на лендскейпинг. Најголемиот проект кој досега Левидија го одработила е фабриката Маркарт во Велес, германска инвестиција која се наоѓа во Караслари, во индустријската зона, каде што кога ќе кажам надворешно уредување не подразбира само зелените површини. Тука влегува све што е надвор од зградата, значи буквално све што е надвор во надворешниот дел, почнувајќи од ископите, подземните инсталации, зелената површина, тротоарите, патиштата, оградата. Целокупниот тој обем на работа го работи Левидија, има посебна екипа за целиот тој дел, имаме и механизација, така да хортикултурата ни е само еден дел од надворешното уредување. Многу често фабриките имаат многу големи зелени површини кои сакаат по кратки рокови да добијат зелена површина изникната трева. Најдовме со текот на работењето еден модел кој што многу одговара, многу брзо се аплицира и дава многу брзи резултати, тоа е хидросидот. Хидросидот во западните земји е многу користен и тоа пред се за ерозивни површини, за свлечишта, фактички го стабилизира земјиштето и не дозволува да доаѓа до изрони на земјиштето, но меѓутоа поради системот на аплицирање, кој се аплицира со пумпи,
овозможува во 1 или 2 дена површина од 10 до 20.000 метра квадратни да стане зелена за неколку дена само. Во овој дел од продажниот центар гледаме некои екзотични дрвца, екзотични растенија кои што верувам дека многу ретко можат да се најдат во Македонија. Што поточно има тука? Во ова оранжерија пробуваме да развиваме уште една нова технологија. Од неодамна е таа воведена како програма во Левидија и се однесува на тие тропски овошја. Мандарина со плод, имаме кумкват, портокал, цитрони, маслинка, има фстак и така надаму. Значи се движиме и во тој дел. На кого овие садници најмногу му се интересни и потребни? Луѓето кои имаат дворови и куќи со голем застаклен простор, постојано каде што навлегува сонце, имаат идеални услови дома во зимски период да ги чуваат, во летен период да ги вадат надвор, значи ги чуваат во сакци. И од неодамно уште поинтересно станува чувањето на вакви садници во рестораните. Рестораните се повеќе настојуваат да имаат наместо внатрешно цвеќе, чуваат мандарина, портокал и така. Воедно имате исто така на вашата интернет страна понуда и за одредена опрема, за што поконкретно станува збори, како може да се набави. Воедно исто и прашање, бидејќи ние доаѓаме од Пелагонија, како купувачите од Пелагонија може да се снабдат со се она што вие располагате тука. Кога еден инвеститор ќе дојде и да побара за овошен саден материјал, кога склучуваме договор, воедно согледуваме дека тие се студираат со одредени проблеми, да ги најдат и останатите компоненти за подогнување на еден современ овоштарник. Една од важните работи која се наметнува се повеќе и повеќе е заштитата од град. Посебно новиот тип на овоштарство, нискобујните подлоги кои што се садат интензивно една до друга, самата подлога бара поддршка. Таа поддршка, така наречени стубови и жици кои се подигнуваат паралелно со садниот материјал, во овоштарникот, од друга страна па овозможува да се постави и противградна мрежа. Едно со друго заедно оди, едно со друго покажува кога на едно место ги има дека еден инвеститор размислува на еден современ, модерен начин. Градот е појава која што може да го уништи родот во целост. Нема друг начин како да се заштитиме освен со тие противградни мрежи. Затоа Левидија склучи договор за соработка со турска фирма за продажба на противградни мрежи, во која што има различни технологии има во противградните мрежи, разликите се во принцип во столбовите. Може да бидат бетонски, дрвени и алуминиумски столбови. Нашата технологија се базира на алуминиумски столбови, полесни се за транспорт и поекономични се на тој начин. Покрај тоа имавме потреба да набавиме и големи фертилизатори, да кажам, кои се поставуваат како се дел од системот за наводнување, системот капка по капка, каде што производителот може на едно место да ја направи, да ги вметне ѓубривата, препаратите, да ги промеша и да ги пушти низ системот за наводнување во овоштарникот. Тоа е значи целокупната опрема. Во однос на испораката на она што ќе порачаат, еве да кажеме од Пелагонија, од Прилеп, од Битола, од Ресен, како можете вие да му донесете саден материјал и се она што им треба? Све прашање на договор. Значи, во соработка со клиентот и према можноста негова, гледаме да излеземе максимум во пресред. Во принцип, малите нарачки, посебно од Пелагонискиот регион, клиентите ги нарачуваат по карго.
и тоа ни одговара и нас, и нив брзо ги добиваат преку еден ден, и тој систем веќе функционира долго време. Меѓутоа, кога станува збор за поголема нарачка, тогаш мора да се организира транспорт од нивна или од наша страна, излегуваме во пресред, им ги доставуваме. Значи, тоа е нешто што може да се договори, не е проблем. Вие нудите и еден проект кој што го нарекувате клучна рака, значи овоштарник, клучна рака. Што значи тоа и дали има интерес кај нас? Интересот за проекти како овој што го спомнавте, клучна рака, во Македонија не е многу голем, меѓутоа се повеќе и повеќе има тенденција да се зголемува. Во почетокот, пред 4 години кога почнавме да работиме, немаше интерес за такви проекти. Овие проекти се развија во текот на работењето. Најчесто клиентите ни дозволуваат да направиме анализа на земјиштето на онај начин на кој што ние сметаме дека треба да се направи, а не само онај дел кој што законот го бара, минималниот. Истите тие анализи и резултати ги праќаме во турска фирма, која што работи многу долго на таа тема и заеднички одлучуваме на кои подлоги би се саделе сатниците. Тука се разбира, клиентот ни помага што би сакал да производи. Доколку каже дека сака да подигне насад со бадем, ние се концентрираме на бадемот, меѓутоа согледуваме која подлога ќе ја земеме во предмет, која сорта на бадем ќе се земе во предвид, а пред тоа земаме во предвид некои индикации, некои фактори кои може да влијаат. На тој начин ризикот и одлуките за изборот на правилната сорта и подлога веќе паѓа на нас. Значи, тоа не е само продажба на овошен саден материјал, него вклучено и консултантството. Така да интересот за овие насади пред се не е многу голем, меѓутоа има тенденција да расте и повеќе атрактивен за инвеститори кои одат на големи овошни насади. Без ризик. Да, без ризик. Воедно да напоменеме дека вие од неодамна започнавте еден проект кој што се однесува на зачувување на автохтоните сорти на овошки и дрвца кај нас. Од кога започна и како се одвива? Но минатата година доаѓаа клиенти тука и бара одредени сорти за кои во официјалните називи не можеме да ги најдеме како име. Најчесто тоа се имења со некои географски карактеристики. Меѓутоа, клиентите кажуваат дека се задоволни од таа сорта, ја имаат во својот двор, не треба прскање, многу е добра, дава добар род и така натаму. Не можевме да ги најдеме под кој назив и затоа минатата година направивме еден повик до сите заинтересирани и љубители и желни да ја зачуваат, да ги зачуваат автохтоните видови, да ни донесат калем гранки, да ги запишат под кое име, од кое место доаѓаат и ние се понудивме на наши подлоги со наша работна сила да ги калемиме и понатака да ги развиваме, да пробаме да ги зачуваме тие автохтони сорти во Македонија. Каков е интересот од страна на граѓаните на Македонија, дали носат од разни краишта и еве еден апел ако веќе нема толку голем интерес? Може би не беше доволно искомерцијализиран повикот, меѓутоа би сакала во овој момент да се искористи ова прилика и да им кажеме на сите љубители на природата и на овоштарството дека стоиме на располагање, отворени сме за соработка за секој вид на овошен вид да се зачува во Македонија. Да ни кажете при крајот на разговоров, зашто постои најголем интерес во моментов оваа година и дали има помодарство во овоштарството?
Во овоштарството, како и во све друго, постои помодарство. Најинтересен пример може да се каже од последните 2-3 сезони се гоџиберито, аронијата, паулонијата. Меѓутоа, кога станува збор за професионално овоштарство, за интензивен насад, за нешто што треба како инвестиција за брзо време да ги врати инвестираните пари, тогаш се уште не станува збор за помодарство, веќе тука одиме на оние класични видови, кои што знаеме дека имаат можност да се продадат на европските пазари, на руските пазари и така натаму. Последниве неколку сезони сигурно претпоставувам дека покрај гоџибери има и аронија интерес и за лешник. Да, лешникот кога го спомнавте, добро што ме подсетивте, можам да кажам дека најбараните моментално овошни видови се јаткастите, орев, бадем, лешник, и добро е што се садат тие 3 овошни видови, меѓутоа не заостанува многу и црешата. Црешата е многу актуелна и барана, нели таа веќе многу добро позната охридска цреша која ја бараат сите. Ние по случајност во овој расадник сме двајца од Охрид, па така да ја имаме постојано охридската цреша. Се бара, јаболкото е стандардно, крушата покажува тенденција на зголемување, што е добро, бидејќи долго време ја немаше на нашиот пазар. Понатаму сливата, праската, кајсијата е стандардна, кајсијата од ова година имаме едно поголемо раздвижување. Се појавија касни сорти на кајсија, сорта фарбали и нашите клиенти доаѓаат исклучиво со барање на таа сорта. Каква е еднината на овоштарството во Македонија? Дали на одредени региони во Македонија успева се она што вие можете да им понудите од расадникот и што би им препорачале на оние кои што сакаат еве сега оваа сезона да започнат со овоштарство? За тоа дали Македонија има иднина или не, значи излишно е и да се зборува. Државата застана позади овој сектор со сите своји сили, директно е поддржан со субвенционирање, финансиска поддршка доаѓа од секаде, тука се и ИПАРД и европските фондови. Значи, далеко од тоа дека ние немаме услови за земјоделие. Напротив, ние треба да извлечеме максимум од Македонија и да се сконцентрираме и тоа многу на ова област. Меѓутоа, кај нас што не фали? Не фали подигнување на нивото на технологија, воведување на нови помодерни сорти кои се бараат во Европа, групирање, соединување и формирање се повеќе и повеќе на задруги и кооперации помеѓу производителите, бидејќи малите површини, ситните производители немаат можност да испливаат на површината, тоа ги обесхрабрува и се откажуваат од земјоделие. Доколку сме во можност, а мислам дека институционално имаме услови за тоа, бидејќи државата исто така дава голема финансиска помош за формирање на земјоделски задруги, треба тоа да се искористи максимално, само на тој начин може да се оди еден чекор понапред. Тоа што во моментот фали и никако да се појави на хоризонтот, тоа е организиран откуп на овошјето, модерни ладилници, современ начин на чување, зголемување на периодот на чување на овошјето во ладилникот, заеднички настап на пазарите во Европа или на руските пазари, добар маркетинг, добра амбалажа, организирана продажба. Се додека уште таа трета гранка не ја појачаме, не ја подобреме во државата, се уште ќе имаме колебливост кај производителите. Некои од производителите се мокни и финансиски спремни да инвестираат повеќе, меѓутоа и кај нив се појавува тоа прашање: а каде ќе ги продавам производите? Никаде во светот производителот не е и продавач. Значи тоа се две различни работи и тоа треба да се подели, како и секаде во светот, и да го продажбата да работи тој што знае да продава, производството го работи тој што знае да произведува. Исто како и вие тука што знаете да произведувате и продавате садници. Да, ние сме само една мал дел од целокупната таа алка, да кажем, а секако за добар овоштарник, за добар бизнес, проблемот почнува од избор на адекватен саден материјал.
Од тука доколку се направи грешката, значи понатака се таа грешка се провлекува во целокупниот период и траење на овоштарникот. За жал во овоштарството значи нема враќање назад, нема анду. Грешката која е направена денес се провлекува во наредни 20-30 години во зависност од векот на овошјето. Не лесно се прекалемува, преправа, подлогата не може да се смени. Сето тоа ги исцрпува инвеститорите финансиски, ги обесхрабрува и многу лесно се откажуваат. Меѓутоа, оние кои попрофесионално настапуваат и пристапуваат кон проблемот од сам почеток, имаат успех. Има навистина успешни овоштарници во Македонија.